Пред да почне изборот на нов градоначалник, Штипјани очекуваат сите кандидати да имаат на ум делување во правец токму Штип да заличи на пристојно и пријатно место за живење. Зелени ломини паркови на сите голи ледини, шеталишта, ослободени тротоари од стари крмтии и други автомобили, разобувување на центарот на градот, расчистување на сите диви депонии низ градот и населбите. Кој од кандидатите ќе има најголем сензибилитет во партијата на власт, токму денес се реализира внатре-партиската анкета за лансирање на името на кандидат за градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од четворојцата кандидати на двете водечки позиции засега котираат Ален Ѓоргиев, директорот на клиничкиот центар, и пратеникот доктор Сашо Николов. Иако не се завршени сите партиски гласања од друга страна во општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, гласачкото тело на оваа партија како да е веќе подготвено. Јавна тајна е дека е искристализирано името од оваа партија, кој тоа е фаворит во трката за градоначалник на Штип. Јорданов, значи, градоначалник. Он е млад и добар, искусен е. Ќе воде, шо викат, партијата ја води убаво. Добро дете е. Големи се очекувањата од новиот менаџер на градот, од кој ќе се очекува да ги стави под своја сите комуналци, а во прв ред господата комунални инспектори, именувани од граѓаните како административци со ташни и машни. Идниот градоначалник треба токму ним да им ги смене навиките и да ги избрака од канцеларии и кафичи. Бидејќи корисниците на комуналните услуги очекуваат да ги видат и да ги препознаат по улиците за да ги казнат оние кои фрлаат ѓубре насекаде. Штипјани во анкетата на М-нет телевизија го повторуваат својот став и начин на функционирање на идниот градоначалник, поедноставувајќи му е улогата на стабилен столб кој ќе манифестира голем домакинлук и подеднаква грижа за секој жител од оваа општина. Како што е у куќата до Машо, треба он што ќе рече да е доматин, така треба да биде. Така треба да биде градоначалникот што ќе. Ја не сум писмена, не знам, ама од мене е тоа сине. Неизвестна трка за градоначалничка фотелја или политичка процедура со веќе известен резултат. Ова е дилема која ќе биде разрешена во декември. И како во секоја сфера и во политичката важи правилото, кој тоа најмногу ќе сработи на теренот, може да очекува и најдобри резултати. Дел од населението смета дека градоначалникот треба да биде во некоја рака и селсконачалник, бидејќи тој е татко не само на градот, туку и на селата во општината. Говорејќи за понекогаш декларативните заложби за капитални објекти, се забораваат градоначалниците или пак нивните кандидати на местата каде што треба да бидат присутни. За малите села, како Љуботен, Танатарци, Балатлија, Сувогрло, Драгоево, Софилари, Пухче, Судик, Врсаково, Криводол, Шаварлија. Таквите, например, Богу и за ногу села не бараат многу. Ќе бидат презадоволни со некој километар поправен пат или пак со некој посаглам мост на некоја река.